издание на регионалните вести ќе гледате. Изминатиот период кружи грип со симптоми кои траат подолго, па лекувањето трае и до 2 недели кај некои пациенти. При претрес во Тетовска Шипковица пронајдена поголема количина оружје и муниција, при што било приведено едно лице. Пет возачи кои возеле под дејство на алкохол биле санкционирани минатата година на Тетовското подрачје. Во втората недела на јануари во нашата земја се пријавени над 1300 случаи на грип. Најголем број од нив се од Битола и од Гостивар, но бројките се големи и во повеќето други градови. Лекарите велат дека во изминатиот период кружи грип со симптоми кои траат подолго, па лекувањето трае до 2 недели кај некои пациенти. Грипот зема замав, амбулантите преполни со пациенти. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во текот на минатата недела во земјава се пријавени вкупно 1346 случаи на групни пријави за заболени од грип, заболувања слични на грип, за 63,9% повеќе во споредба со претходната недела. Најголем број на заболени лица се пријавени од Битола и Струмица по 147 и Гостивар 125, а во останатите градови бројот на пријавени е помало од 100. Во однос на возрастната дистрибуција, 888 лица се на возраст од 15 до 64 години, 186 кај деца на возраст од 5 до 14 години, 139 кај деца на возраст од 0 до 4 години и 133 се регистрирани кај лица над 65 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Од ИА завела дека се забележува зголемување на бројот на заболувања слични на грип, која е над неделната граница за сезонска активност, втора недела поред. Земјава има широка географска распространетост и висок интензитет на активност на вирусот на грип. Во интервју за Сител, председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски се согласува дека во изминатиот период кружи грип кој се лекува дури 2 недели и температура која трае долготрајно. Мислам дека се уште се движиме кон врвот. Во овој момент епидемиолошката состојба е навистина стабилна. Сезоната годинашна на инфлуенца започна пред 2 недели и би требало да трае 7-8 недели, но според податоците што ги следиме од европските земји, од соседните земји, веќе се приближуваме кон некое плато. Ова топло време не погодува многу за ширењето на грипот, така што можно е за скоро недела-две да го достигнеме максимумот. При тоа, овој максимум не се разликува премногу од максимумите кои години наназад просечно ги достигнуваме, што значи ништо неочекувано во овој момент не се случува. Секоја сезона помеѓу населението циркулираат H1 и H3 варијанти на А инфлуенца најчесто. Годинешниве примероци кои се секвенционирани укажуваат дека околу 2/3 од луѓето, можеби нешто и повеќе, биле инфицирани со H3 варијантата, а таа варијанта оди со малку подолг тек, подолготрајна температура и веројатно овие подолги хоспитализации или просто подолго трајање на болеста се должи на оваа подваријанта. Меѓутоа, навистина тешките случаи кои бараат долготрајна хоспитализација и фатално завршување се реткост, што ни дава малку простор за, да кажеме, очекување дека добро ќе поминеме со оваа сезона со грипот. Лекарите препорачуваат дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Доктор Злате Мехмедовиќ, портпарол на Комисијата за заразни болести, во интервју за Слободен печат, зборува за новата кракен варијанта на ковид вирусот, но и како ќе се справува македонското здравство доколку се утврдат случаи на присуство на новиот сој во државата. Новиот вирус, односно новата варијанта XBB1.5, така наречена кракен, ќе дознаеме веројатно денеска во текот на денешниот ден дали е
присутна или не е присутна. Не дознавме за Вајлева. За жал немаме ексклузива. Меѓутоа, ќе дознаеме денеска во текот на денот од Институтот за јавно здраве ќе ги соопштат резултатите за тоа дали е и кај нас присутно. Што ќе значи тоа ако дознаеме дека постои? Што значи во системот на здравство од ваш аспект и од наш граѓански? Согласно она што го знаеме. Протоколите сега се уште важат оние старите протоколи за? Да, не се менува ништо во третманот. Оваа варијанта на нова варијанта е исто варијанта на Омикрон. Значи се што важеше за останатите варијанти на Омикрон и како се третират, ќе важи за оваа варијанта. Не очекуваме да го промени начинот однесување во манифестација на својата клиничка слика. Значи не очекуваме да ги преполни болниците, не очекуваме да ги имаме зголем број на смртни случаи, меѓутоа со оглед на тоа што е многу лесно пренослив и што го заобиколува веќе стекнатиот имунитет, очекуваме да имаме зголем број на случаи кои што ќе бидат повторно со симптоми налик на овие кои што досега ги имаше и омикронот и грипот. Така да веројатно иницијално најголемиот товар ќе биде на делот на примарното здравство, кога сите ќе се пожалат, кога сите кои што ќе добијат ковид ќе се пожалат на тоа дека имаат горно-респираторни проблеми, течење од носот, покачена телесна температура, болки во грлото и така натаму. Комисијата веќе даде препорака за тоа да се размислува за потенцијално ангажирање или примена на одредени други оперативни работи кои што би го олесниле процесот на движење на пациентите на примарно ниво. Едно време зборувавме за ковид амбулантите, истите ги разговаравме и сега во текот на последниот состанок на комисијата, така да доколку дојде навистина до сериозно оптеретување и доколку матичните лекари веќе навистина не може да постигнат со бројот на прегледи кои што го имаат на дневно ниво, тогаш ќе се понуди и таа втора опција заедно во договор со здруженијата и со Министерството за здравство да дојдеме до некој решение што ќе овозможи полесен пристап на пациентите до системот. Министерот за надворешни работи Бујар Османи запрашан за коментар околу обвинувањата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за притисок врз пратениците од опозицијата да гласаат за уставните измени. Рече дека ставовите на Мицкоски се неконзистентни и не заслужуваат внимание и посочи дека тоа што заслужува внимание е процесот на евроинтеграциите. Ставовите на опозицијата, на председателот на опозицијата се толку шаренолики, разновидни, неконзистентни секој ден, веројатно во рамки на некоја партиска стратегија за присутност, така да навистина не заслужува одговор. Така да и ова обвинување дека имало некакви структури кои што влијаат на пратениците не заслужува, зашто не е конзистентно, е толку неодржливо да навистина не заслужува внимание. Тоа што заслужува внимание е фактот дека процесот на преговори се одвива одлично, дека Европската унија испраќа пораки, дека се позитивно изненадени од спремноста на нашата администрација да одговори на барањата. Позитивно изненадени од тоа колку сме направиле овие 17 години во постигнување на исполнување на критериумите. Потребата за уставни измени е неизбежна. Значи, нема да можеме да избегнеме од таа обврска за уставни измени и внесување на помалите заедници во уставот, заради тоа што без тој процес нема европски процес. А вие знаете дека ние сме поминали низ многу потешки предизвици, заради тоа што оваа држава не може да има добра перспектива без членство во Европската унија. Така да, ако сме убедени дека од тој процес нема бегање, денеска, утре, задутре, тогаш чуму го блокираме најважниот политички моментум, европски моментум кој што оваа држава го стекна после 17 години. Значи не сме имале подобар европски моментум отколку што имаме сега. Заради некакви си партиско-политички калкулации, заради амбиции на некој да биде на функција, да ја загрозиме европската иднина на државата, да ја загрозиме иднината на семејствата, на граѓаните, на младите кои што сакаат да знаат дали да ја планираат својата иднина овде или да си ги пакуваат куферите да одат назад, е тоа некој од канцеларија заради своји пресметки партиско-политички да го загрози, мислам дека граѓаните нема да го дозволат.
Советот на СОНК на денешната пресконференција побара повлекување на измените на Законот за плати во јавниот сектор, за кои, како што велат, се неуставни, дискриминирачки и не им дава на колективните договори да ги зголемат правата на работниците. Овој закон за плати во јавниот сектор, кој што е во нацрт верзија, предлог закон, според нас, според нашето членство, констатираме или сметаме дека е противуставен, дискриминирачки, спротивен на интересите на работниците во јавниот сектор и не му дава можност на колективното договарање и колективните договори да ги подигнат правата на работниците во јавниот сектор. Не само што ќе ги подигнат правата на работниците во јавниот сектор, туку напротив и некои права кои што се веќе стекнати согласно колективните договори ќе бидат укинати. Тоа значи дека со овој предлог закон се елиминира можноста за уредување на платите и надоместоците со колективните договори. Ова е сосем спротивно на Уставот на Република Македонија, каде што децидно е кажано дека остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредува со закон и колективни договори. Значи, овде ако немаме можност со колективни договори да ги уредуваме правата за плата и додатоци на плата, тоа значи дека апсолутно овој предлог закон е противуставен. Утврдувањето на исплатата на дополнителната компонента на плата и надоместоци на плата ќе биде обезбедена и ќе се исплаќа доколку буџетот обезбеди средства. Дали тоа значи дека ако ние работиме за тоа што е предвидено со закон, во еден момент некој оцени дека во буџетот нема средства, а тоа е претпоставам министерот за финансии, министерот на ресорот, тогаш тоа што ние сме го работеле не може да се исплати и нема да се исплати. Дефинитивно спротивно на уставните одредби. Платите на доместоците на плати може да бидат ограничени и намалени под услови утврдени со овој закон. Исто така, ако се направи проценка дека дека буџетот нема средства или дека приоритетите на државата се некои други дејности и други проекции, тогаш платите може да бидат и намалени. Тоа значи дека работниците воопште тука ќе немаат никакво влијание, синдикатите ќе немаат никакво влијание за социјален диалог, за преговори со надлежните, што сметаме дека апсолутно не е во ред. При претрес во Тетовска Шипковица пронајдена поголема количина оружје и муниција, при што било приведено едно лице. Во полицискиот билтен регистриран и физички напад. Во продолжение деталите. Во текот на вчерашниот ден од страна на полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, во соработка со СВР Тетово. На улица Полок лишен е од слобода 34 годишникот Тетовска Шипковица. При преглед на патничкото возило Opel Astra со тетовски регистарски ознаки, кое што тој го управувал, била пронајдена една автоматска пушка и 50 куршуми луѓер калибар 9 мм. При претрес пак извршен со судска наредба од судија на претходна постапка од Основен суд Тетово. Во неговиот дом се пронајдени 237 куршуми калибар 9 мм, поголема количина на муниција од различен калибар, пиштол црвена застава 7,62 мм со рамка со куршуми, пиштол Glock 17 со рамка со куршуми калибар 9 мм, гасен пиштол, еден топовски удар, една полуавтоматска пушка со 5 патрони. Од страна пак на СВР Тетово во текот на денешниот ден до надлежното основно јавно обвинителство Тетово ќе биде поднесена кривична пријава за извршено кривично дело по член 396 од Кривичниот законник. Вчера во 9 часот 37 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 11 часот и 30 минути во фирмата во која што работел во Тетовско Желино. Физички бил нападнат од 47 годишник исто така од Тетово, вработен во истата фирма. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
Во засилена акцијска контрола спроведена вчера на Тетовското подрачје биле санкционирани 5 возачи кои управувале под дејство на алкохол. На магистралниот пат Гостивар Кичево пак биле санкционирани 5 пречекорувања на максимално дозволената брзина. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 18 до 24 часот спровеле засилена акцијска контрола на возачи, дали и колку од нив управуваат под дејство на алкохол. При контролата, реализирана на поширокото Тетовско подрачје, биле откриени и законски санкционирани 5 возачи кои управувале под дејство на алкохол, од кои кај еден возач е утврдено присуство на алкохол поголемо од 2 промили. 5 возачи веднаш се исклучени од сообраќај. Времено им се одземени возачките дозволи и изготвени им се соодветни поднесоци. Во рамки на акцијската контрола биле санкционирани и 11 други видови сообраќајни прекршоци. Вчера пак од 8 до 12 часот на поширокото Гостиварско подрачје била спроведена засилена акцијска контрола за брзина, со која се движат возилата надвор од населено место, односно на магистралниот пат Гостивар Кичево. Таму биле откриени санкционирани вкупно 5 пречекорувања на максимално дозволената брзина. На возачите прекршители изготвени им се поднесоци и тие ќе се соочат со предвидените парични глоби. Во текот на минатата година на поширокото Тетовско подрачје вкупно биле санкционирани 505 возачи кои возеле под дејство на алкохол. Полициски службеници на СВР Тетово во текот на минатата година на поширокото Тетовско подрачје вкупно санкционирале 505 возачи кои ги управувале нивните возила под дејство на алкохол или 37 повеќе во споредба со претходната година. Сите биле исклучени од сообраќај. Времено им се одземени возачките дозволи и изготвени им се соодветни поднесоци, во кои се предвидени парични глоби од 225 до 375 евра во динарска противредност, зависно од степенот на алкохолизираноста. Глобата пак за оние кои одбиле да се алкотестираат изнесува 500 евра во динарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги потсетува возачите да се воздржат од консумирање алкохолни пијалаци, доколку планираат да управуваат моторни возила или ако веќе консумирале да не седнуваат зад волан, затоа што алкохолот ја намалува нивната способност за управување и ја доведува во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Ова посебно се однесува на младите и недоволно искусни возачи почетници, но и во Ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!